Почитувани гледачи, следуваат регионалните вести на телевизија Кисименада. Ова се настаните на денот. 101 ново заболени од COVID-19 во земјава. Позитивен на коронавирус вработен во гинеколошко одделение. Три нови случаи на коронавирус во Гостивар. Започнуваме со првата вест. Дури 101 ново заболени од COVID-19 во земјава за едноденен ноќие. Најголем број од нив се во Скопје, вкупно 59. Институтот за јавно здравје евидентира и 10 оздравени пациенти, од кои 8 се од Тетово. И денес висока бројка на нови случаи на COVID-19 во земјава. Во последните 24 часа се направени 974 тестирања, а регистриране 101 нов случај. Од нив најмногу во Скопје 59, потоа во Куманово 12, а Штип 7. Во Тетово регистрирани се 5 нови, а 8 оздравени лица, како и еден починат пациент на возраст од 75 години. Вкупниот број на регистрирани и оздравени лица во земјава е 10. Министерот за здравство Венко Филипче истакна дека иако сега здравствениот систем е повеќе подготвен за разлика од почетокот на пандемијата, сепак граѓаните мора да научат да живеат со вирусот и максимално да ги почитуваат препораките и мерките. Граѓаните кои се одговорни и кои доследно се придржуваат до овие мерки треба да бидат пример за сите останати. Поради тоа што рестрикциите и повторното затварање се непожелни и не може да ги избегнеме само доколку се однесуваме дисциплинирано и ги прифатиме овие нови правила кои што впрочем не се само во нашата земја, туку и во сите други земји во регионот, во Европа, практично во целиот свет. Вкупната бројка на дијагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 2492, бројката на оздравени пациенти 1605, на починати 145, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 742. Не запира растот на ново заболени пациенти со COVID-19 во Тетовско. Евидентирани се нови 5 заразени со вирусот. Едно лице позитивно на вирусот почина. Еден од заразените е вработен во гинеколошко одделение при клиничката болница во Тетово. Во Тетовско секој ден се евидентира голем број на заразени со COVID-19. Расте бројот на кластери, а со тој бројот на тестирања. Во наредниот период масовно ќе се тестираат и лица без симптоми, со цел да се дознаат жариштата на коронавирусот во овој регион, велат од Центарот за јавно здравје Тетово. Ние по епидемиолошка индикација, значи тие брисеви што ги земаме обично се од контакти на веќе заразени лица, но матичните со закажување преку мој термин нормално имаат право да закажуваат и луѓе кои што се асимптоматски или па имаат благи симптоми, а во меѓувреме значи овој вонреден скрининг што ќе се одвива во Тетово и околината, баш на таа насока ќе оди, значи да се направат повеќе тестирања за да се видат тие асимптоматски заразени лица кај ни се движат, за да имаме и поточна бројка и фактички да знаеме кои нови потенцијални жаришта може да ги имаме во градот или во селата околу. Доктор Скендери остава на властите да решат дали треба да се воведе карантин за Тетовско, но и без карантин. Ако граѓаните ги почитуваат здравствените препораки, може да се заштитат себе си семејството од вирусот. Прво, ние мислам дека треба веќе да се научиме, да се навикнеме да живееме со овој вирус, но под услов да ги одржуваме мерките кои ни се дадени од порано, кои што ги спомнав пред малку, и околу тоа, значи околу рестрикциите кои што може да ги донесе владата, Институтот за јавно здравје и Комисијата за заразни болести, тоа останува на нив. Меѓутоа, јас мислам дека доколку граѓаните би се одржувале кон мерките, доколку би биле подисциплинирани, и мислам дека со тоа и интензитетот на вирусот ќе го намалиме, а со тоа и новите бројки нема да се зголемуваат, тука напротив ќе се намалат. Инаку досега Центарот за јавно здравје Тетово има направено 950 тестирања за коронавирус, а во одредниот скрининг на населението треба да започне деновиве.
Потврдени се 3 нови случаи на коронавирус во Гостивар. Сите се од исто семејство и поврзани со брачниот пар, кој вчера беше евидентиран како позитивен. Медицинските лица повторно апелираат граѓаните да ја сватат ситуацијата сериозно и да ги почитуваат мерките, за да се спречи на тамошно ширење на вирусот. Регистрирани се 3 нови случаи на коронавирус на подрачјето на општина Гостивар, 2 деца и повозрасна жена. Новозаразените се поврзани со вчера регистрираниот позитивен брачен пар и се работи за семеен кластер. Во меѓувреме се прават епидемиолошки анкети и се издаваат решенија за изолација на лица кои биле во ризичен контакт со заболените. Во овие денови, значи од вчера и денеска имаме 5 нови случаи. За среќа тие се сите членови на едно семејство и случајот е малку поизолиран. Двајца од нив, брачниот пар, се примени вчера на болничко лекување со лесни симптоми во нашето одделение тука во Гостиварската болница, додека денеска се верифицирани и 3 нови случаи, исто членови на истото семејство. Тие се со полесна симптоматологија и се наоѓаат на домашно лекување. Минатата недела состојбата со COVID-19 во регионот на Гостивар беше нормализирана, но растот на заболени деновиве покажа дека институциите треба постојано да бидат на готовс. Од граѓаните пак се бара сериозно да ги сватат апелите за почитување на мерките, за да се спречи на тамошно ширење на вирусот. Во моментот кога малку така се ослободивме и резултатот, значи, е овој што овие денови се покажува. Се надевам дека граѓаните сериозно ќе ја сватат нашата порака, дека не треба многу, нели, за ова работа, да се носат маските, социјалната дистанца, а за хигиената тоа е секојдневие, тоа треба да го прават со ковид, без ковид, значи хигиената треба да се држи. Со овие мерки, значи, би може да го заштитиме себе си, најблиските, општеството, докторите и така натаму. Освен брачниот пар на инфективното одделение во Гостиварската болница од COVID-19 се лекуваат уште 3 пациенти и тие се во стабилна состојба. Одделението има 3 инфектолози, а според најавите следниот период ќе има кадровско засилување со уште 2. Значи, 3 инфектолози. Вчера разговаравме и со уште еден доктор инфектолог кој е од Дебар, кој предвремено работеше во нашата институција, но имаме склучен договор да доаѓа на испомош и тој се согласи, значи од наредниот период, сега не ме фаќате збор дали во понеделник, тој ќе дојде, а имаме и новиот специјализант, тоест докторот кој беше на специјалист завршил и ова недела положи тоест специјалистичкиот испит, така што многу скоро ќе биде и тој уклучен, така што кадровски сме добро обезбедени, што се однесува до инфективното одделение. Од почетокот на пандемијата досега во 3 општини Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше направени се околу 400 тестирања, од кои вкупно 32 биле позитивни. Регистрирани се 3 смртни случаи, оздравени се 18 лица, меѓу кои и 5 здравствени работници, а моментално има 11 активно болни. Вице-премиерот Бујар Османи очекува Комисијата за заразни болести да даде позитивен одговор на барањето на кризниот штаб на општина Тетово за укинување на одлуката за забрана за организиран превоз. Тоа барање го пренесов јас како координатор до главниот кризен штаб. Комисијата за заразни болести констатираше дека и требаат уште неколку дена за да го види трендот на бројките во Тетово, па после да ја донесе одлуката, така да ќе чекаме уште некој ден да видиме кој е трендот и верувам дека комисијата ќе донесе мерка за олеснување на транспортот. Од општина со најмал број на инфицирани, Теарце сега е меѓу општините во Тетовско со најголем број заразени со COVID-19, вкупно 23. Градоначалникот на Теарце Исена Сани вели дека бројот се зголемил поради собери на погреби последниве неколку дена. Теарце беше една од општините од Тетовско каде имаше најмал број на заразени со COVID-19, но последниве денови во оваа рурална општина постојано растеше бројот на позитивни случаи. Градоначалникот на општина Теарце Исена Сани вели дека новозаразените се резултат на големите собери на погреби последниве неколку дена. Мене сестрата ми починала пред еден месец
во Швајцарска, а таа беше од 2017 од диабетот, лежеше во болница, а пред месец ден ми почна и на погреб, знајте обичаите, не дозволив да се групират луѓето и не отворивме врата за сучество поради коронавирусот. Значи сме примале сучество преку телефонот и затоа би апелирал во ова состојба, во ова ситуација, во ова време, да бидеме внимателни и да не се групирамо, бидејќи не е игра, не е шала. Вице-премиерот Бујар Османи вели дека граѓаните треба да внимаваат на самите себе си, да ги почитуваат заштитните мерки и да не очекуваат институциите дека целосно ќе спречат заразата. Не може ниту еден полицаец да влезе во вашите домови и да контролира колку луѓе се собирате или дали ставате маска. Или пак ако ве сопре на улица, може ќе ја ставите маската во тој момент за да после 10 минути ја тргнете, освен ако не работи полицаецот во вас. Освен ако не работи стравот во вас дека со едно тргање на мерките за заштита, вие ги загрозувате вашите деца, ги загрозувате вашите родители. Ги отфрлувам ставовите дека умираат само стари луѓе. Прво и да умираат стари луѓе. Тие стари луѓе се наши родители. Тоа се наши родители кои што ги загрозуваме ние со едно пиење кафе некаде каде што не се почитуваат мерките. Но не, умираат и помлади луѓе, умираат и деца, да, умираат тие што имаат други болести. Меѓутоа, кој од нас нема некоја друга болест за да ја забрза инфекцијата? Новозаразените пациенти се од повеќе села од општина Тиарце. Регионалните локалните телевизиски станици кои емитуваат програма преку оператори на електронската комуникацијска мрежа, а се членки на Сдруженијето Медиум Објектив, од денеска стапуваат во штрајк, со едночасовен прекин на програмата во периодот од 19 до 20 часот. Телевизија Кисиме Нада ќе учествува во штрајкот како членка на Сдруженијето Медиум Објектив. Штрајкот ќе трае секојдневно, а во позадина на црниот екран ќе биде испишан текст «Штрајк поради нееднаков третман на владата кон радиодифузерите». Штрајкот ќе трае до носење уредба за помош и поддршка на сите радиодифузери, се вели во соопштението на Сдруженијето Медиум Објектив. Овие телевизии се незадоволни, бидејќи со одлуката донесена на владина седница на 30 мај, ќе им се доделува финансиска помош само на 5 национални и 6 регионални терестријални телевизии. Владата со донесената одлука ќе им ги покрие трошоците за 2020 година кон операторот на дигиталниот терестријален мултиплекс за дозвола за емитување. По спроведените анализи и разговори со сите засегнати страни за начинот на кој што е најсоодветно да се обезбеди помош, се констатираше дека доколку се намират нивните долгови настанати заради користење на дигитален терестријален мултиплекс, ќе се намалат последиците предизвикани од пандемијата, информираат од Министерството за информатичко општество администрација за донесената одлука за помош на радиодифузерите. Реакција за селективната одлука пристигне од ЗНМ. Ваквата одлука на владата ги дискриминира останатите радиодифузери кои не се опфатени со оваа мерка и се нарушува медиумскиот пазар на штета на тие медиуми. Загрижува тоа што владата не ги земала предвид регионалните и локалните медиуми, кои според податоците кај нас и во светот, најмногу од сите други медиуми, се соочуваат со економски проблеми. Потсетуваме дека информациите од локалните заедници се од големо значење за информирање на граѓаните, особено во овој период на криза, велат од ЗНМ. Медицинска опрема за стоматолошката превентивна служба Тетово донираше хуманитарната организација Дора и маркетите Кипер. Целта е да дадат свој придонес во зголемување на јавната свест и да потекнат на хуманост во период на криза и пандемија. Медицинска опрема во износ од 230.000 денари доби денес стоматолошката превентивна служба за деца до 14 години во Тетово. Донацијата е од хуманитарната организација Дора и маркетите Кипер. Директорот на Здравствениот дом Тетово се заблагодари на донацијата, која е од клучно значење за функционирање на службата. Значи, Здравствен дом Тетово опфаќа покрај општина Тетово уште 5 други општини и не сместува на второто место како втор најголем здравствен дом во Македонија. Значи, уште еднаш благодарност до хуманитарната организација Дора, која е поддржана од Кипер маркетите. Специјално се насочени конкретно за превентивната стоматолошка служба
служба во здравствениот дом која обслужува деца до 14 години. Од кипермаркетите изразија огромна благодарност до сите здравствени работници кои периодов вложуваат надчовечки напори во справувањето со коронавирусот. Вела дека ваквите активности за нив се дел од општествената одговорност која ја имаме сите. Проектот спаѓа во нашата стратегија на активности кои имаат за цел унапредување на функциите и услугите на кои ги даваат овие здравствени институции и кои се во износ од 230.000 денари. Имено, сакам да ве информирам дека нашите активности во овој обсек, заедно со хуманитарното здружение ДОРА, ќе продолжат и во наредните денови и периоди. Преку ваквата донација, Дора и кипермаркетите сакаат да влијаат на унапредувањето на јавната свест за солидарноста и хуманоста. Децата од училишна и предучилишна возраст од ромска националност во Гостивар добија донација од таблети, школски прибор и хуманитарни пакети. Деца основци и дечиња кои посетуваат градинка од ромска националност во Гостивар добија таблети, школски прибор и играчки како помош и поддршка за следење на настава во воредни услови поради пандемијата со COVID-19. Донацијата ја обезбеди невладината Сонце од Тетово во рамки на проект за подобар пристап и партиципација на ученици роми до квалитетен ран детски развој и основно образование. Оттаму вела дека целта е да се помогне на најранливите категории на деца и ученици роми успешно да продолжат со образовниот процес, како и да се намалат последиците врз нивното образование поради ситуацијата со коронавирусот. Таргетирани се децата од претшколска возраст и децата од основно образование во општина Гостивар, во општина Гостивар, со тоа што прво, второ и трето деление на најзагрозените семејства ќе им се подели во основно образование 42 таблети во општина Гостивар со сим картичка, каде што идејата е нашите тутори, нашите структури во општина Гостивар да помогнат за изоставената настава на децата во текот на основно образование, додека пак во претшколско образование ќе се поделат 28 дечиња од проектот за материјали кои што исто така ќе им се помогне за препуштената настава во претшколското образование. Директорката на градинките во Гостивар Миријана Мицовска вели дека донацијата е добре дојдена, а соработката за реализација на проектот ќе продолжи и во иднина. Установа, односно како градинка, јас како директор на градинката имаме голема соработка со проектот Сонце. Вклучени се 28 деца кои што посетувале градинка во текот на воспитната година и сите редовно доаѓале во градинка. Моментално и додека се дома во оваа состојба, додека владае вирусот и вонредната состојба во нашата држава, како и нашите, мислам, сите деца и од проектот децата ја следат нашата онлайн настава што им ја даваат воспитувачките на децата. Имаме голема соработка. Освен помош која е потребна во образованието на децата, невладината Сонце обезбеди и хуманитарни пакети за нивните семејства со храна и средства за хигиена. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера во Тетовско Боговиње, полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово лишиле од слобода 22 годишникот Тетовско Јеловјане. При негов и при преглед на возилото Volkswagen Golf со тетовски регистарски ознаки, кое тој го управувал, пронајдени се марихуана и амфетамини. Задржан е во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок. Ноќеска во 3 часот и 10 минути, 22 годишникот Тетовски Групчин во СВР Тетово пријавил дека вечерта околу 21 часот и 30 минути, движејќи се со возило Мини Купер со тетовски регистарски ознаки во близина на исклучувањето за селото Желино, бил пресретнат од возило Volkswagen Passat, од кое излегле 3 лица и физички го нападнале. Според пријавеното, на нападот му предходела вербална расправија помеѓу двајцата возачи околу недоразбирања во сообраќајот, се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 7 часот и 30 минути, 41 годишникот Тетовска Мала Речица
во СВР Тетово пријавил дека 20 на минути пред тоа во близина на Тетовската клиничка болница бил физички нападнат од 62 годишник и 39 годишник од Голема Речица. Според пријавеното, причина биле нивните претходни нерасчистени имотно-правни односи. Се работи на расчистување и документирање на случајот. Исто така, вчера 41 годишник од Тетово пријавил дека околу 16 часот и 20 минути на улица Цветан Димов во Тетово, неговата малолетна ќерка била касната од куќе бездомник во пределот на двете нозе. Тоа беше се што подготви нашата екипа во рамки на изданието Регионални вести на телевизија Кисименада. Останете со добро здравје.